На почетокот на новата учебна година, локалната самоуправа на Зрновци ќе обезбеди подршка за учениците кои годинава за прв пат ќе тргнат на училиште. Сите правоодделенчиња ќе добијат бесплатни ученички ранци, со што продолжува грижата на општината за најмладите, а оваа мерка веќе станува традиционална. Едногласна одлука без никакви забелешки за предлогот за доделување на помошта даде Советот на општина Зрновци на 29-та седница. Исто така, за оваа учебна година, сите праводеленчиња од општината ќе добијат и еднократна парична помош, за што од општинскиот буџет ќе се издвојат 45.000 денари. Образложение за предлогот даде градоначалникот Борчо Коцев, при што нагласи дека оваа мерка е нова, а годинава ќе се примени за прв пат. Родителите на праводеленчињата првата година се највеќе изложени на така малку поголем трошок, за прв пат треба да земат тетрадки, боички, пластелини, сите тие работи. Работе се некаде, мислам дека 14 или 15 праводеленчиња, значи по 3000 денара, мислам дека ќе можеме да скратеме од нешто друго, да излеземе у пресрет на овие семејства и на еден начин и да ги мотивираме малку праводеленчињата да започне со образование со повише труд и енергија. Тоа за прв пат се предлага да се донесе оваква одлука. Предлагам на Советот да донесе. И минатата учебна година општина Зрновци со средства од буџетот обезбеди ранци за сите ученици кои за прв пат тргнаа на училиште. Дополнувањето на поддршката со доделување и парична помош треба да им олесни на родителите при обезбедувањето на потребниот прибор и наставни помагала пред почетокот на учебната година. Секторот за урбанизам на општина Кочани регистрирал зголемен интерес за градење објекти во првата половина од оваа година и издал вкупно 36 одобренија за градба. Тоа е за над 70% повеќе во однос на истиот период минатата година. Поголем број од одобренијата им се издадени на деловни субјекти, а вкупната процената вредност на објектите изнесува над 257 милиони денари. Во првите 6 месеци позитивно се решени вкупно 51 барање за кои се издадени одобренијата, а останатите се решенија за градба во зависност од тоа за каков градежен објект станува збор. Најголем број одобренија се издадени во текот на март и јуни, кога вообичаено има и засилена градежна активност. Според бројот на позитивно решени барања за градење, Кочани е во врвот меѓу општините од источниот плански регион, каде се издадени над 250 одобренија за градба. Од општините во микрорегионот пак, во првите 6 месеци од оваа година, стручните служби во локалната самоуправа на Виница издале 25 одобренија, додека во Зрновци и Чешиново по 8. Порастот на бројот на издадени одобренија се толкува како резултат на надминувањето на ковид кризата и загриженоста кај инвеститорите за развојот на ситуацијата во претходниот неколкугодишен период. Градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов потпиша договор со невладината организација Заедно за промена од Скопје за примање донација од 5 мерни станици за следење на квалитетот на воздухот. Заедно за промена донираше 5 сензори за индикативни мерења на PM10 и PM2,5 честички во амбиентниот воздух на територијата на општина Кочани, а кои веќе се поставени на 5 јавни објекти во Кочани. Истите се поставени на основното музичко училиште Ристо Јоруков, средното општинско училиште Гошо Викентиев, средното општинско училиште Љупчо Сантов, на објектот Сончогледи од детската градинка Павлина Велјанова и на административната зграда на комуналното јавно претпријатие Водовод. Освен донацијата на сензорите ќе се врши истражување, мапирање на главни загадувачи, изработка на план, собирање на информации и споделување на сознанијата со релевантните институции со јавноста. Наскоро на веб страницата на општина Кочани ќе биде поставен линк од мерењата од 5 локации во Кочани, со што моменталните податоци за квалитетот на воздухот ќе бидат постојано достапни. Во текот на месец јули пријавени се 6 случаи на ХИВ-сида. Од пријавените лица сите се од машкиот пол. 3 лица се од Скопје и по едно лице од Кочани, Тетово и Прилеп. И тие се на возраст од 28 до 51 година.
Сите заболени лица се од МСМ популацијата. Во текот на месец јули не се регистрирани смртни случаи од ХИВ-сида. Согласно постоечката евиденција на пријавени случаи, заклучно со 31.7, кумулативниот број на лица регистрирани со ХИВ-сида во Македонија за периодот од 1987 до 2023 година изнесува 612 и тоа 123 лица починале, а 489 лица живеат со ХИВ-сида. Сабота продолжуваат надпреварите од втората фудбалска лига, а осогово во второто коло десенската полусезона силите ќе ги одмери со Тетекс. Надпреварот е закажан за во 17 часот на градскиот стадион во Тетово. Во првото коло и двете екипи претрпеа порази. Жетварите на домашен терен загубија од Беса 1976 со резултатот 4:0, а Тетекс беше поразен на гостувањето во Прилеп од екипата на Победа со 5:1. Жолтосините и штрофарите се наоѓаат на последните две места на табелата на втората фудбалска лига. На почетокот на оваа работна недела за тренер на Тетекс беше назначен Филип Деспотовски, кој е поранешен негов фудбалер и екс-репрезентативец на Македонија, а ова ќе биде прв самостоен тренерски ангажман за него. Второлигашот Тетекс пред 7 дена доби засилување за новата сезона. Во тетовскиот тим пристигна Иво Јанакиевски, кој претходно беше дел од тимот на Работнички, а исто така Тетекс беше двократен шампион во Купот на Македонија во сезоните од 2009, 2010 и 2012-2013 година.